Moj život, moja sudba, moj dom. Što se slučuvalo vo Skopje pred 100 godini? V 1924. godina je formiran prviот археолошки музеј во Македонија. Идејата потекна од неколкумина истакнати научници кои со голем ентузијазам иницираа формирање на музејска установа во Скопје, во која би се собирале, чувале и презентирале археолошки предмети. Еден од најистакнатите меѓу нив бил доктор Никола Волиќ. Тој целиот свој живот го посветил на проучувањето на античкиот период во Македонија и во Србија. Во текот на повеќе децении доктор Волиќ вршел истражувања, патувања низ цела територија на Македонија и собирал камени споменици кои по службена должност се носеле во Куршумлијан во Скопје, каде дел од нив се чуваат и денес. Така е формирана збирката на камени споменици, која станала иницијална првична колекција на музеот на тогашната Вардарска бановина, формиран на 1. април 1924 година, со што е поставен темелот на археолошко-музејската дејност во Македонија. Прибирањето на спомениците се интензивирало од 1926 до 1934 година, време во кое доктор Никола Волиќ, доктор Миодраг Кокиќ, доктор Миодраг Грбиќ и доктор Радослав Груиќ вршеле препознавања на територијата на Македонија и сите случаи на одив, вклучувајќи ги оние од најсофрлените села, како и пронајдоците од археолошките истражувања, ги прибирале и документирале во Куршумлијан. Така беше во Скопје пред 100 години. Moj život, moja sudba, moj dom.